Добар ден, јас сум Сузана Тунтева, професор по биологија од Средното училиште на град Скопје Георги Димитров. За денеска ќе ви презентирам лекција што се вика смена на генерации кај мовови и папрати и целите на овој час се да научите дека во процесот на размножување кај бесемените растенија, а тоа се мововите и папратите, има смена на генерации, и тоа смена на полова и бесполова генерација. Половата генерација или гаметофитот или гаметофитната генерација е хаплоидна, што значи дека имаат хаплоиден број на хромозоми сите клетки. Зошто се означува како полова генерација или гаметофит? Затоа што на нејзе се формираат полови органи или гаметангии. Машките полови органи се означени како антеридии, а женските полови органи се означени како архегонии. Во женските полови органи архегонии се формираат со мејоза женски полови клетки или јајцеклетки, а во антеридиите со мејоза се формираат машки полови клетки или сперматозоиди. Спорофитната генерација е бесполова генерација и таа е диплоидна. На сликата има прикажано растение мов и гледате колку е нежно растението мов со тенки ливчиња и нежно стебленце. Мововите спаѓаат во царството на растенија, меѓутоа за разлика од другите растенија немаат развиено спроводни ткива, па затоа наместо корен имаат ризоиди, стебленцето е многу нежно, исто така и листовите се мали и нежни. Знаете дека мововите растат во засенчени места и влажни места. На сликата ви е представено едно бусенче од мов за да видите колку се мали и нежни ливчињата и стебленцата од мовот. На оваа слика ќе ви објаснам како се врши смената на генерации кај мововите. Растението мов, зелениот дел од растението, се означува како гаметофит затоа што во основата на ливчињата се формираат машки и женски полови органи. Тука е представен машки гаметофит и тука е представен женски гаметофит. Во машките полови органи или антеридии се формираат со мејоза машки полови клетки или сперматозоиди, додека на женскиот гаметофит во основата на ливчињата се формираат женски полови органи или архегонии, кои што со мејоза се формираат женски полови клетки. Кога ќе узреат женските и машките полови клетки во антеридиите и архегониите, доаѓа до процес на оплодување, односно доаѓа до ослободување на сперматозоидите во водена средина. Значи, една капка вода е потребна за да дојде до пливање на сперматозоидите до јајцеклетките. Во процесот на оплодување или спојување на машката и на женската полова клетка се добива оплодена јајцеклетка или зигот. Со спојувањето на тие две хаплоидни јадра се добива зигот кој што е диплоиден, значи има 2N броја на хромозоми. На самиот гаметофит на растението мов се формира од диплоидната клетка, од зиготот со повеќе кратни делби, се формира спорофитната или бесполовата генерација. Спорофитот кај мововите е представен со дршка на спорангија и спорангија. Во спорангијата од спорогеното ткиво со процес на мејоза се добиваат спори. Спорите се хаплоидни затоа што се добиени со процесот на мејоза. Уште еднаш да кажам дека спорофитот е бесполова генерација која што се добива со оплодувањето на јајцеклетката или на зиготот. На самото растение мов се формира спорофитната генерација или гамет. Еве на оваа шема ви е представено машки гаметофит и женски гаметофит. На машкиот гаметофит се формираат
машки полови органи антеридии, во кои што со мејоза се формираат сперматозоиди. На женскиот гаметофит се формираат женски полови органи или архегонии, во кои со мејоза се формираат јајцеклетки. Една капка вода е потребна за да дојде до процес на оплодување и во тој процес од оплодената јајцеклетка ќе се добие ембрион, кој што е диплоиден, и ќе се формира на самиот гаметофит спорофитната генерација. Спорофитот кај мововите е представен со дршка на спорангија и спорангија. Во спорангиумите од спорогеното ткиво со процесот на мејоза се формираат спори. Спорите се хаплоидни. Кога ќе узреат спорите, доаѓа до пукање на спорангијата или отварање на капачето, доаѓа до расејување на спорите и кога ќе паднат на поволна подлога, најчесто на влажно место, од спората се формира една творба што се означува како протонема и личи на зелена алга. На протонемата се формираат пупки, од кои што ќе се развие или машкиот или женскиот гаметофит. Кај некои мовови спорите може да имаат различна големина, па затоа се означени како микроспори или мали спори, од кои што ќе се формира машкиот гаметофит, или женски спори или макроспори, од кои што ќе се формира женскиот гаметофит. Од тука што можеме да заклучиме? Дека во овој циклус или смена на генерации, кај мововите доминира гаметофитот, додека спорофитот, кој што се развива на самиот гаметофит, е представен од дршка на спорангија и спорангија. На протонемата, како кончеста творба, уште еднаш ќе кажам, се развива гаметофитот, односно машкиот или женскиот гаметофит. За разлика од кај мововите, папратите се растенија кои што се вистински растенија затоа што имаат спроводни садови. Папратите имаат добро развиени вегетативни органи, корен, стебло и лист. Коренот е многу сличен како кај семените растенија. Стеблото најчесто е подземно и се означува како ризом, но може да биде и надземно, а листовите се сложени. Папратите, исто како и мововите, спаѓаат во безсемените растенија. За разлика од мововите, целото растение папрат е спорофитна генерација и ја представува бесполовата генерација која што е доминантна. На опачината од листовите на папратот се формираат соруси или тоа се групи на споранги. Во спорангиумите со мејотична делба се формираат и добиваат голем број на спори и спорите имаат хаплоиден број на хромозоми затоа што се создале, односно поминале низ мејотичка делба. На шемата ви е представено смената на генерации кај папратите. Овдека ви е представено дека целото растение папрат е диплоидно, односно спорофитна генерација или бесполова генерација. Овдека е представен папратот. Овдека е представен ризомот или подземното стебло и листовите, сложените листови. На опачината од листовите се формираат соруси, кои што се групи на споранги. Во спорангиумите се врши созревање на спорите со процесот на мејоза и спорите кога ќе узреат, пукаат спорангиумите, спорите се расејуваат, паѓаат на поволна подлога, најчесто на влажно место, и од хаплоидната спора се формира гаметофитната генерација или една срцевидна творба што се означува како проталиум. На проталиумот од долната страна се формираат машки полови органи или антеридии, во кои што со мејоза се формираат машки полови клетки или сперматозоиди. На горната страна од проталиумот од гаметофитот се формираат архегонии, а тоа се женски полови органи, во кои што со мејоза се формираат женски полови клетки. Кога ќе узреат јајцеклетките и сперматозоидите, доаѓа до оплодување или спојување на машката и на машката гамета, при што се добива оплодена јајцеклетка или зигот. Зиготот повеќе кратно се дели
и се формира ембрион, од кој што ембрион на самиот проталиум се развива млад папрат. На овој начин можеме да заклучиме дека спорофитната генерација кај папратите е доминантна. Додека проталиумот го представува гаметофитот и тој е редуциран. Со оплодувањето или со спојувањето на двете полови клетки, јајцеклетката и сперматозоидот, се добива диплоидна клетка или оплодена јајцеклетка од која што ќе се формира нов папрат. Уште еднаш ќе повторам дека кај папратите спорофитната или бесполовата генерација е доминантна, додека проталиумот ја представува половата генерација. Од тука што можеме да заклучиме дека во процесот на размножување кај бесемените растенија, кај мововите и папратите има смена на генерации и тоа смена на полова и бесполова генерација. Кај мововите доминантна генерација е половата или гаметофитната генерација, додека кај папратите доминантна генерација е бесполовата или спорофитната генерација, а гаметофитот е редуциран и е представен со творбата проталиум. Благодарам за внимание.